За 12 часа забележани 65.000 прекршоци. Почна тестирањето на SafeCity, системот за автоматско казнување на возачите кои ќе направат прекршоци на скопските улици. Министерот Тошковски објави дека во првите 12 часа од пробното функционирање на системот регистрирани се 2800 поминувања на црвено светло и 1000 нерегистрирани возила на улиците. Оваа алармантна бројка уште еднаш ја потврдува неопходноста и оправданоста на системот, од кој очекуваме значително подобрување на сообраќајната култура, зголемена безбедност за сите учесници во сообраќајот и намалување на штетите и жртвите на патиштата, вели министерот Панче Тошковски. Во почетокот камерите за автоматска регистрација на регистарски таблички ќе следат прекршоци како брзо возење, поминување на црвено, непрописно паркирање и стечена сообраќајна. Во следната фаза МВР најавува проширување на регистрирањето на прекршоци, но засега е нејасно што точно ќе следат камерите. Граѓаните веќе почнаа да добиваат SMS пораки од МВР со предупредување дека направиле прекршок во сообраќајот. Отстапки нема, па така на места каде дозволено е 50, предупредување добиваат и возачи кои возеле 52 км на час, например. Кога ќе дојде ред за казнување, таа ќе пристигне и на SMS, но и на електронска адреса, податоци кои возачите ги оставаат при регистрација на возилата. Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот сообраќајен прекршок во рокот 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако истекол рокот од 8 дена за да плати половина од изречената глоба, ќе може да го плати целиот износ на изречената глоба најдосна во рокот 8 дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба, а пред постапката за извршување. Кога ќе заврши со плаќање на изречената глоба, во одадените рокови се плаќаат трошоци на целокупната постапка. За сега е нејасно колку време ќе му треба на системот да регистрира и процесуира одреден прекршок. Според објаснувањето од МВР, странците кои транзитираат, например, ќе имаат рок од 8 дена за да ја платат глобата. Странец како и државјанин на Република Северна Македонија кој што со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рокот 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Ако сторителот не ја платил глобата, Министерството за внатрешни работи ќе ја достави до органот надлежен за присилна наплата. Во случај на прекршоци кои освен парична казна, законот предвидел и одземање на возачката дозвола, ако сторителот ја платил казната во предвидените рокови, МВР поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд. На еден месец пред стапувањето во сила во јавноста се уште има одредени недоречености. Например, како ќе бидат казнувани возачите на рентакар возила, или уште кои законски измени се потребни да се донесат до крајот на месецот за системот да може непречено да профункционира. SafeCity е еден од најдолго најавуваните проекти уште од 2023. Планот е да биде проширен и во други градови како Куманово, Тетово, Штип. Системот треба да воспостави ред во сообраќајниот хаос и да го намали бројот на жртви со оглед на тоа што годишно во просек по 137 луѓе гинат во сообраќајни несреќи. Даниел Василев, Сител телевизија.